Meteo, Велес. Инфо Метео Велес, 12 декември 2022 година. Во пресрет на големото полуфинале Хрватска-Аргентина на светското првенство во фудбал Мундијал Катар 2022. Јас не сум многу по спортот, меѓутоа сепак кога е веќе гледам фудбал, гледам за Македонија, но сепак Хрватска ни се блиски комши, сме живееле многу години во бивша Југославија заедно, така да можеби некој сака да навива за Аргентина, меѓутоа јас лично би навивал за Хрватска. Ајде сега да биде малку поврзано и со временската состојба. Еве, гледаме сега, значи, каква ќе биде временската состојба во Катар во следниве часове, значи следните 12, односно 24 часа, значи преку ноќните часови температурата би била некаде и утринските часови околу 23, преку денот 23, 24, можеби и 25 степени. Значи тоа е температурата што би била некаде во Катар, но околу 20 часот температурата ќе се движи некаде околу 19, 20, 21 степен. Пријатно време за играње на фудбалски надпревар, значи нема да биде премногу жешко. А сега ќе видиме и каква ќе биде онаа состојба со брзина на ветерот, која што е многу важна при играње на фудбал. Ајде сега да видиме каква значи ќе биде и брзината на ветерот. Во текните на ноќните часови брзината некаде ќе биде околу 12 км на час од северо-западен правец. Ќе се движи брзината во текот на ноќните часови, во утринските часови ќе намали малку брзината, меѓутоа преку денот повторно ќе се зголеми брзината некаде околу 10, 11, 13, 14 км на час. Така да некаде за времето кога ќе се одржава на првар, некаде околу 20 часот, брзината ќе намали на ветерот и ќе се движи помеѓу 4, 5, најмногу до 8, 10 км на час. Значи најмногу до 10 км. Значи просекот би бил некаде околу 5, 6, 7 км на час. Ете, тоа е што се однесува за временската состојба во Катар. Целата држава за врнежи не станува на избор. И да им посакаме многу среќа на хрватите и се разбира, голема желба да ги видиме во финале. Тоа е значи за временската состојба во тој дел од светот. А што се однесува за временската состојба Македонија, накратко да речем дека во среда ќе има локални врнежи, понекаде врнежите ќе бидат поизразени и поројни, ќе има и врнежи од снег на повисоките места, но и на места некаде под 1200 метри надморска височина. Подетелно за временската состојба ќе видиме како ќе биде состојбата утре со Хрватска, доколку Хрватска победи, тешко да објавиме временска состојба. Кој ќе ти ја гледа временската состојба? Метео, Велес.